Тоа се 100 или 150.000 евра кои што не се влеваат на пример во македонскиот Не, буџет. не се влеваат директно во бугарскиот буџет. Директно. Тоа е едно, второ, правењето бизнис во една држава има повеќе бенефити за државата, не е само данок. Да. Тоа е основно. Да, тоа е основно. Вработуваат лиценци, не знам, различни давачки, така натака. Економската активност на државата, целокупната се зголемува. Предпоставувам дека тука има многу повеќе. Ти мислиш дека овие фирми имаат сметки у Македонија? Не, овие фирми имаат сметки у бугарски банки. Да, со тоа што ги нема овде последните 3 години. Аха. Значи веројатно идел обртот во последните години и до 3 милиони лева, 1,5 милиони евра. Тоа е огромна сума, која што би можел да ја заработува некој и во Македонија доколку сме биле членка на Европската унија, доколку за нас важел Шенген, доколку сме имале отворени граници, доколку сме имале укинати царини со Европска унија, и сите овие работи може да ги има и секој еден обичен граѓанин доколку станеме членка на Европската унија. Ова е другата фирма, значи таа фирма врти околу 300-350.000 евра. Од две фирми 2 милиона евра годишно од бугарски фирми на здравје. Значи не е проблемот што некој има бугарски фирми. Проблемот е да имаш бугарска фирма, да правиш бизнис во Бугарија, да носиш пари да ги вадиш од Македонија да ги носиш во Бугарија и при тоа да збориш дека сакал некој да не бугаризира. А ти си веќе бугаризиран. Помагаш да се бугаризираат многу македонци заради тоа што ти не сакаш да ја водиш Македонија во Европската унија. А во меѓувреме сите околу стануваат Европска унија, Бугарија Шенген плюс безвизен режим со Америка. Луѓето во Македонија очигледно гледаат дека немаат овде перспектива. Кај е перспективата? Извади бугарски пасош да бидеш да си го проживееш животот како човек.